Денес детската градинка Рада Поцева, објект Сонце, доби сензорна соба, а со тоа децата имаат можност за спроведување на воспитно-образовни практики со соодветни реквизити и стимулативни алатки, кои ќе придонесат за подобрување и подигнување на квалитетот на воспитно-образовниот процес. Сензорните соби се клучен елемент на инклузивното образование, неопходно за правилна едукација и развој на децата со попреченост. Сензорната соба представува мултисензорен простор кој овозможува индивидуален пристап и интервенција преку дополнителни сензорски стимулации и намалување на сензорните драспи. Оваа сензорска просторија е опремена со дидактички материјал, сензорни елементи и рехабилитацијски реакцијски опреми и представува можност каде децата имаат можност да добијат инклузивен третман. Проектот е финансиран и поддржан од Германското друштво за меѓународна соработка ГИС со соработка заедно со ЗЕЛС и локалната самоуправа. Стручната служба ќе може дополнително да се посвети на подобрување на способностите на децата, да се насочат кон задачите и полесно да одржуваат внимание, да координираат моторни активности, самостојно да планираат или реализираат нови задачи и да развиваат социјални релации. Од моје име и од името на сите вработени од градинката Рада Поцева, голема благодарност до локалната самоуправа и Германското друштво за меѓународна соработка, исто така и ЗЕЛС, што ги вклучува овие ранливи категории на деца во овој проект. За бенефитот што треба да го имаме од сензорната соба и давам збор да даде дефектологот во нашата установа Верица Касапинова. И од моје име би сакала да се заблагодарам за поддршката и помошта и се надевам на понатамошна соработка. Инаку сензорните соби се многу добри за развој на моторните и сензорните способности на децата. Вежбањето на овие вештини, способности овозможува правилен развој на рефлексите, координација око рака, подобрување на внимание, опознавање слика за себе, меѓу себе и во околината на детето, кои што се итекако неопходни за понатамошен правилен раст и развој. Оваа соба ни помага кај детето да се развијат правилно сетилата, како што е сетилото за вид или визуелното, тактилното сетило за допир, проприорецепцијата, каде што се мускулите и зглобовите, вестибуларното сетило, кој што итекако е важно за развојот на рамнотежата и секако сетилото за слух. А овие, нивниот правилен раст и развој ќе овозможи понатамошно идеално функционирање, добро вклучување на децата во групите. Инаку, работата во сензорната соба е индивидуална. Најчесто се вклучуваат децата кои што имаат некако вид на потешкоти во сензорното процесирање и со помош на овие сензорни соби и на материјалите кои што секако со моја помош се надеваме дека успешно ќе му се помогне на децата да се вклопат во собата и средината во која што живеат. Инаку за секој дете се работи индивидуален план, а тоа е согласно способностите и можностите на детето.